навистина е бесмислено и дегутантно да се прави било каква споредба и компарација во делот на вложувањето, во делот на капиталната инфраструктура и во делот на воспитно-образовниот процес и во делот на спортскиот сегмент на владите предводени од ВМРО ДПМН и предводени од СДСМ и во изминатите неколку децении во првиве овие 40 на ден од владењето на новата влада, каде што гледаме дека првите чекори практично за подобрување на условите за овозможување на воспитно-образовниот процес и во основното, и во средното, и во високото образование се уназадувачки, не се реформаторски како што тие ги дефинираа и во предизборните програми и при сите оние демагошки настапи на медиумите изминатите неколку денови. Она што можеби треба да се потенцира е дека ако тргнеме од девизата дека вложувањето во образованието во изминатите десетина години беше приоритет на владата предводена од ВМРО ДПМН, со едноставна насока дека вложувањето во образованието е практично добра основа за создавање на модерно општество кое што ќе биде базирано на знаење кај младата популација. Денеска можеме да видиме дека првиот чекор кој што го превзема владата предводена од ВМРО ДПМН е носење, односно на СДСМ, е носење на ребаланс на буџет, каде што практично најголеми кратења има во делот на образовните политики. Нашиот колега Драги имаше навистина добра елаборација во делот на капиталните инвестиции, меѓутоа јас би сакал да бидам малце по-детален во делот на сите оние сегменти кои што беа опфатени со кратењето на ребалансот на буџетот и да направам една компарација на сите оние капитални инвестиции кои што владата на ВМРО ДПМН во изминатите десетина години ги направи како споредба која што навистина ќе представува драматична разлика за владата која што ќе биде предводена од СДСМ и постапките кои што ги превзема во делот на образовните политики. Имено од 2006 година па наваму, чисто како податок, бидејќи ние сите наши политики ги креираме, ги базираме на база на анализи кои што подоцна резултираат со проекти и со отчети за сработеното, може да се види дека согласно податоците на Министерството за образование и наука изградени се вкупно 74 нови училишта на целата територија на Република Македонија, некаде преку 400 основни и средни училишта се реконструирани или санирани, нешто што беше незамисливо во периодот на владењето на владите предводени од СДСМ во изминатите децении, имајќи го во предвид фактот дека ново основно училиште изградено од темели, изградено последното такво изградено некаде во просториите на поранешна Југославија. Првото основно училиште кое што изградено од темел е проект на владата предводена од ВМРО ДПМН, изградено после 2006 година па наваму. Во изминатите десетина години инвестирани се некаде преку 50 милиони евра за изградба на вакви нови и за санација и реконструкција на постоечките објекти за одржување на воспитно-образовниот процес, од кој што бенефит видоа преку 170.000 ученици во делот на основното и на средното образование. Она што е многу битно е што паралелно со инвестициите во делот на подобрување на условите за воспитно-образовниот процес, внимание се водеше за подобрување на условите за изведување на наставата по физичко и здравствено воспитание и образование, бидејќи ресорните институции кои што во изминатите десетина години беа задолжени за спроведување на проектите во делот на подобрување на спортската инфраструктура и изградба на спортски сали, Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт во изминатите десетина години изградија вкупно 102 спортски сали на целата територија на Република Македонија, нешто што беше непоимливо и незамисливо во времето на владењето на владите предводени од СДСМ. Она што исто така битно е што фактите говорат дека буџетот, зборам тоталниот буџет во инвестиции во делот на образованието од 2006 година па до оваа 2017 година е нараснат или е покачен за вкупно 86%, односно од вкупно 13 милиарди денари кои што биле предвидени во 2006 година, кога практично СДСМ беше на власт, нели ВМРО ДПМН ја презема власта некаде во месец септември 2006 година, па се до оваа година е зголемен за 86% и буџетот во делот на образованието, односно на Министерството за образование, за оваа година изнесува дури 25 милиарди денари. Она што особено загрижува е фактот што новата влада предводена од СДСМ не посветува доволно внимание за развојот на образованието и за воспитно-образовниот процес, а сето тоа се гледа преку првите мерки кои што ги превзема одстапување
встапувањето на власт со кроењето на ребалансот на буџетот, каде некаде околу 2 милиарди денари се скратија во делот на образованието и образовните политики. Ние би можеле да бидеме и малце поконкретни, имајќи во предвид дека практично ребалансот на буџетот е јавен податок и достапен е до сите оние граѓани, до родители, до наставниците кои што практично и голем дел од наставниците, односно наставничкиот кадар го решија својот статус за вработување во времето на владењето на ВМРО ДПМН или некаде преку 9000 наставници кои што беа во нередовен работен однос, направија трансформација на своите работни места и практично добија основа за стабилни приходи. Бенефит видоа и наставниците во делот на зголемувањето на платите, бидејќи согласно податоците кои што ги имаме, најниската плата од 2006 година па до сега е зголемена за дури 119%, доека пак највисоката плата е зголемена некаде за 67% за наставниот кадар и во основното, и во средното, и во високото образование. Она што најмногу загрижува е фактот дека најголем дел од кратењето со ребалансот на буџетот се врши во оние ставки каде што има практично капитални инвестиции со кои што треба директно да се подобрат состојбата и условите за одржување на наставата во основното, во средното и во високото образование. Мене навистина ме загрижува фактот дека имајќи ја во предвид оваа демагошка приказна на ресорните институции, пред се на раководните лица во Министерството за образование и наука, дека нивната најголема доблест ќе биде да го подигнат студентскиот стандард и истовремено да ги подобрат условите за студирање на студентите во високото образование, но и за сместување на студентите во студентските домови. Најголем дел од средствата кои што се кратат во делот на високото образование се токму во оние капитални инвестиции, а особено ме загрижува фактот бидејќи после децении и децении две институции, високообразовни институции, требаше годиниве да добијат нови објекти. Тоа се, како што напомена и Драги, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, кои што во изминативе децении својата настава ја држеа во едни трошни бараки. Јас искрено се надевам дека реализацијата на овие проекти ќе продолжи со полн интензитет, меѓутоа аргументите го говорат сосема спротивното, бидејќи согласно ребалансот на буџетот практично и најголемите ставки во милионски суми на денари се кратат во овие капитални расходи, каде што веќе има и договорни обврски спрема фирмите изведувачи кои што мора да ги изведат градежните работи во законски утврдени рокови. Или да бидеме поконкретни, ако земеме во предвид дека буџетот на Министерството за образование и наука за оваа година е скратен за 2 милиарди денари, значи од 23 милиарди денари кои што биле предвидени средства на почетокот на оваа година, сега во моментов се предвидени 21 милиарда денари. Најголемите кратења се во делот на градежните работи, што навистина загрижува, бидејќи вложувањето во инфраструктурата и подобрувањето на условите за одржување на наставата и во основното и во средното образование треба да ни бидат база за подобрување на вкупните услови во образовниот процес. Станува збор за кратење на вкупно 112 милиарди денари за основно и 125 милиони денари за средно образование кои што беа наменети за интерактивните училници. Имаме 20 милиони денари кратење за градежните работи за Државниот универзитет во Тетово, 37 милиони денари за градежни работи за Универзитетот за информатички науки и технологии, 75 милиони денари за изградба на овие два објекти кои што требаше да бидат изградени во кругот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а тоа се Финки и објектот за Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. 51 милион денари се скратени од буџетот за изградба на Универзитетот Дамјан Груев. Она што навистина загрижува, а имајќи го во предвид фактот дека најголем фокус во предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните активисти во делот на младинските политики и подобрувањето на условите за студентите беше практично реконструкцијата и изградбата на новите студентски домови, односно на новиот студентски град. Можеме да забележиме дека најмногу кратење има токму во тие ставки, бидејќи 155 милиони денари има скратување во ставката за изградба и реконструкција на студентски домови, а 105 милиони денари има скратување во делот на изградба на спортски сали во основните училишта. Почитувани, ако владата предводена од ВМРО ДПМН во изминатите неколку години во делот на образованието, во делот на
спортската инфраструктура и воспоставување на услови за одржување на нормална настава и оптимални услови за работа на учениците за здравствено физичко образование, вложи милиони евра во изградба на и реконструкција на преку 500 спортски и капитални објекти во делот на воспитно-образовниот процес низ целата територија на Република Македонија. Навистина е трагично и во оние тековни градежни зафати кои што во следниот период треба да добиваат на интензитет, а беа предвидени во програмата за работа на ВМРО ДПМН, да бидат прекинати на штета на учениците, на штета на студентите, на штета на целокупниот кадар кој што треба да биде вклучен во наставата и во воспитно-образовниот процес. Јас можам да дадам еден пример за вложувањето во делот на изградбата на нови училишни објекти на локално ниво, бидејќи сега зборуваме од аспект на раководител на секторот за образование во општината Кисела Вода. Во изминатите 3 години, како резултат на добрата соработка помеѓу Министерството за образование и наука и општината Кисела Вода, меѓутоа и како резултат на добрата соработка на владата, предводена од ВМРО ДПМН со владата на Народна република Кина, само на територијата на општина Кисела Вода се изградија комплетно 2 нови училишни објекти, и тоа едниот е за основното училиште Невена Ѓоргиева Дунја во населбата 11 октомври згради, каде што се доби навистина одлично здание кое што може да ги собере и да ги згрижи сите ученици кои што претходно учеа во едни дотраени бараки изградени некаде после земјотресот во 63 година, и комплетна донација од страна на кинеската влада во Република Македонија за изградба на нов училишен објект во основното училиште Рајко Жензивов во населбата Драчево, за кое што патем веќе општината Кисела Вода, владата на Народна република Кина и Министерството за образование и наука веќе имаат подпишано и трипартитен договор за соинвеститорство за изградба на нова училишна спортска сала во кругот на училиштето Рајко Жензивов во населбата Драчево. Јас навистина не би сакал да бидам скептик, но гледајќи ги потезите кои што ги влече Министерството за образование и наука, особено во делот на ребалансот на буџетот, кај што најголемите кратења се во делот на капиталните инвестиции и на образовните објекти во делот на спортската инфраструктура, јас навистина сум скептик и искрено се надавам дека нема кратење во делот на средствата и инвестициите кои што треба и се договорна обврска на Министерството за образование и наука да ја финансира 1/3 од изградбата на училишната спортска сала во основното училиште Рајко Жензивов во населбата Драчево. Можеме многу да говориме и во делот на подобрување на сите оние услови за студирање, воведувањето на бесплатно, но истовремено задолжително средно образование за сите ученици во Република Македонија, оние студентски стипендии кои што ги дава. Јас секако можам да се ослонам и да кажам збор-два и за стипендиите кои што ги даваше пред се Агенцијата за млади и спорт за младите и талентирани спортисти до 20 години, кои што практично најголем дел од нив беа и ученици од основното и од средното образование, дел од нив беа и запишани во студенти во високото образование. Како што знаете, Агенцијата за млади и спорт, односно владата на Република Македонија, за прв пат во 2008 година воведе стипендија за млади и талентирани спортисти, секоја година по 500 стипендии, популарно наречени спортска надеж, со кои што требаше и се мотивираа младите и талентирани спортисти целосно професионално да се посветат на спортските активности, да се отргнат од сите пороци на модерното живење, но истовремено да се профилираат во врвни спортисти, бидејќи понатаму Агенцијата за млади и спорт воспостави систем да се валоризираат нивните спортски успеси на меѓународната спортска сцена и преку доделувањето на националното спортско признание или популарната спортска пензија преку стипендиите од меѓународна и од светска категорија, практично да се валоризира нивниот труд и нивното реномирано представување на Република Македонија во меѓународни спортски рамки. Секако Министерството за образование и наука и другите ресорни институции има голем број на стипендии, преку 40 месечини стипендии од различен карактер и различен профил кои што ги даваа на сите оние ученици кои што ќе направат и ќе ги исполнат законските критериуми согласно правилниците на Министерството за образование и наука. За прв пат од минатата година се воведоа и бесплатни патувања за најдобрите студенти во трите града кои што практично тие на јавна анкета ги одбра за крајни дестинации на овие патувања. Во 2014 година преку Агенцијата за млади и спорт започнаа да се реализираат
реализираат и голем број на проекти во делот на младите, а кои што голем дел од нив започнаа да се реализираат успешно во делот на проекти кои што ги тангираат учениците, средношколците, но и студентите, како проектот, да речеме, Слободен четврток, каде што имаше бесплатен превоз во јавниот транспорт во главниот град, бесплатен железнички викенд за младите лица до 27 години секоја прва и секоја трета недела, средношколската среда со која што се овозможија голем број на бенефиции за сите средношколци, како во делот на јавниот транспорт, така и во делот на посета на сите културни институции низ целата територија на Република Македонија. Јас искрено се надевам дека во најмала рака 10% од овие проекти новата влада предводена од СДСМ да ги продолжи или да ги надгради, навистина младите луѓе, учениците и студентите ќе им бидат вечно благодарни.